Светлопис раскази за деца. Едно тивко неделно утро, малото момче Лука стоеше во храмот со својата мајка. Свеќите нежно гореа, а светлината од кандилата трепереше пред светите икони. Во еден миг, луѓето во храмот почнаа заедно да се молат и во еден глас да ја кажуваат Господовата молитва. Оче наш, кој си на небесата. Лука внимателно слушаше. Но во неговото срце се појави едно прашање. Тој тивко ја праша мајка си: Мамо, зошто Бог го викаме Отец? Мајка му нежно го погали по косата. Зошто Бог ги сака сите луѓе како што таткото ги сака своите деца. Лука ги погледна луѓето околу себе. Сите заедно се молеа. Тогаш Лука помисли: ако Бог е Отец, тогаш сите луѓе се браќа и сестри. По службата Лука и мајка му тргнаа дома. На патот видоа една стара бабичка која носеше тешка торба. Лука веднаш притрча: Бабо, ќе ви помогнам. Тој ја понесе торбата до незината куќа. Бабичката се насмевна и рече: Бог да те благослови, дете. Мајка му тивко му рече: кога правиме добро, тогаш Божиото име се слави на земјата. Следниот ден, додека играше со другарите, Лука се скара со едно момче. Тој се налути и замина. Но по некое време се сети на зборовите од молитвата: и простини ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. Лука се врати. Извини, рече тој. Другарчето се насмевна и повторно почнаа да играат. Вечерта Лука застана пред иконата во својата соба. Кандилото тивко светеше. Сега тој разбираше молитвата подобро. Почувствува дека тоа не беа само зборови. Тоа беше пат како да живееме со љубов, добрина и простување. Ги склопи рацете и тивко се помоли. И тогаш со мирно срце Лука ја кажа Господовата молитва: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насуштен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин. И кога едно дете ја кажува ова молитва со љубов, небото се радува, а светлината на Бога го исполнува неговото срце. Светлопис